Диабетесот, знаеме сите дека зазема веќе епидемиски размери во 21 век, се поголем е бројот на диабетичари во светот, па и во Република Македонија. Бројките во последните години алармантно растат. Знаеме дека диабетот е водечка причина за инфаркт, водечка причина за слепило, водечка причина за откажување на бубрезите, со што е комплетно намален општиот животен век кај пациентите. Ова особено важи за лошо регулираните диабетичари. Пациентите не се воопшто свесни дека лошо регулираниот диабет води кон вакви големи компликации. На крај, кога ќе дојдат во нашите амбуланти, се веќе со развиени компликации, во прединфарктни состојби, со запушени, со ослабнат вид, со нарушена бубрежна функција. Имајќи ги предвид овие работи, Поликлиника Филип II Струмица се одлучи на една голема кампања во следниот период, значи на бесплатни прегледи кај пациенти со диабетес, се со една цел, навреме да ги препознаеме компликациите на диабетот кои што ги имат направено, навреме да се интервенира и да се заштити здравјето на пациентите. Друг момент кој што е исклучително важен, на кој што ќе посветиме внимание низ овие консултативни прегледи, е добрата гликемиска регулација. Таа е исклучително важна заради постигнување на што помал број на компликации. И затоа еден апел до сите пациенти кои што се со диабет да се јават на телефонскиот број 034 320 302, да си закажат еден бесплатен консултативен преглед, со себе да ја донесат целокупната медицинска документација и заедно со нас, лекарите, ќе одлучиме што е најдобро за нивното здравје. Кампањата започнува од денес и ќе трае до 15 октомври. Како и секогаш Филип II, значи пазл Филип II мисли за доброто на пациентите, така да од денес започнува акција со 50% попуст на кожните алерготестови и за нутритивните и за инхалаторните алергени. И акцијата ќе трае до 15 октомври. Кожните алерготестови имаат за цел, значи, да се открие дали има присуство на алергија, односно хиперсензитивност на одредени алергени кои што се во храната или во воздухот. И тоа е еден од најточните алерготестови кои што ги има повеќе. Инаку можат да се прават и кај деца и кај возрастни, но сепак ние овде ги правиме кај возрастна популација. Така да, значи, сите оние кои што имаат веќе некој проблем од типот на алергиска реакција на некоја храна, имаат приметено, значи како изфрлување на храна на кожата од коприва, чешење по телото кое што е појавено, тие промени се повлекуваат, па повторно се појавуваат. Исто оние кои што имаат често сезонска кивавица или целогодишна кивавица, чешење на очи, течење на нос, можат да се ги направат овие алерготестови со претходна консултација со лекар. Значи, најпрво следи еден преглед на пациентот од страна на докторот, потоа, значи, брз основа на клиничката слика и потребите се прават соодветните алерготестови. Инаку алерготестовите, значи, потребно е пациентите пред да ги прават, да нагласам дека треба 7 до 10 дена да немаат примано антихистаминици, значи тоа се лекови кои што се даваат против алергија. Исто така да немат примано бензодиазепини или некои од антиреуматските лекарства, односно нестероидни антилекарства. Значи, пациентот може да биде и најаден, не мора да биде гладен. Со себе да си понесат документација или претходно некои други испитувања кои што ги имат правено. Алерготестовите се прават на дланката, на внатрешната страна од надлактицата, со нежни мали убоди, значи тоа се ланцети специјално за алерготестови. Со претходно, значи, се дезинфицира кожата, се нанесуваат алергените во вид на капка и се
направи нежен убод и се чека 15 до 20 минути додека да се добият резултатите от алерготестот. По съответните резултати, значи, на пациентите им се дава съответна терапия, доколко има потреба от това.